Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија градоначалникот на општина Штип, господин Иван Јорданов. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер и од мене. Поздрав до гледачите. Навистина ми е драго што ќе имаме можност вечерва да искоментираме и да поразговараме за теми кои што се поврзани за нашиот град. Еве најактуелно од денес како ги почнеме случувањата. Амбасадорот на Црна Гора во Македонија беше на средба во општина Штип, односно оствари средба со вас. Кои беа клучните прашања и теми на кои што се разговараше и каква е соработката помеѓу овие две држави? Токму така, што току завршивме со средбата која што ја имавме со амбасадорот на Црна Гора во Македонија. Наша обврска е да ги негуваме пријателските односи со сите народи, со сите држави, вклучувајќи ја Црна Гора како една братска држава. Навистина имавме еден пријатен состанок, една пријатна средба, на која што ги согледавме можностите да општина Штип воспостави пријателски односи и избратимување со некоја општина од Црна Гора, но исто така имавме и еден состанок, средба со представници од бизнис секторот, имајќи во предвид дека економската соработка која што македонското и штипското стопанство ја има со стопанството во Црна Гора е неопходно да се продлабочува трговската размена, но и преносот на знаење, преносот на позитивни искуства е нешто кое што е главен двигател и јас се надевам дека следната средба ќе ја организираме токму во Црна Гора, во одредена општина која што ќе имаме можност заедно со стопанственици и собственици на капиталот Штип да направиме посета и така да веќе и ја продлабочуваме соработката која што се надевам дека ќе додаде вредност. Каква е соработката со останатите држави, како од соседството, така и останатите држави кога е во прашање Штип, Македонија, стопанството, економијата и слично? Па видите, Штип дефинитивно е регионален центар, повеќе аспекти, образовен, индустријски, културен центар, така да најголем дел од амбасадорите кои што се во земјата доаѓаат на посета во нашиот град, комуницираме по основ на ова, воспоставуваме пријателски односи, но јас се надевам дека овие пријателски односи ќе овозможат и одредени позитивни случувања и бенефити кои што не само општината, туку и реалниот сектор во рамки на нашата општина ќе ги добие. Целата таа комуникација е во насока на воспоставување на едни пријателски односи со општините од каде што доаѓаат амбасадорите и на тој начин да имаме едно позитивно искуство кое што е неопходно во вакво време на глобализација. Споменавте дека Штип представува центар од повеќе аспекти. Ако земеме изминатиот период, имаше доста градежни активности на терен, постојана работа кога се во прашање инфраструктура, патишта, булевари, тротоари. Каква е ситуацијата моментално со булеварот Партизанска, до каде се овде градежните активности? Токму така, јас се надевам дека во изминатите неколку години покажавме и докажавме еден поразличен пристап кога се во прашање реализацијата на проектите. Се зафативме со реализација на проекти кои што се од различен карактер. Вие го напоменавте булеварот Партизанска, кој што е проект посакуван низ годините наназад, но заради одредени проблеми кои што ги има на самата траса и заради финансиската конструкција, досега никогаш не се влегло во фаза на реализација. Пред неколку месеци одлучивме да влеземе најпрво со промена на водоводната главна линија која што транзитира канализационата и фекалната и атмосферската линија која што поминува по самата траса, во должина нешто повеќе од 1 километар. Во исто време се изработува проектот за поставување на 40 типски објекти, кои што веќе се изработуваат и очекувам за не повеќе од неколку месеци од денес жителите кои што се планирани да бидат сместени во овие типски објекти да бидат веќе дислоцирани, со тоа да се ослободи површината која што се наоѓа
на самата траса. Разговаравме со представници директорот на стамбен и деловен простор кои што се собственици на објектите кои што се наоѓаат на самата траса, или за штипската јавност, веднаш карши салата на основното училиште Тошо Арсов, каде што е нетесното грло практично, за да ги отстапат објектите, имајќи во предвид дека договорите кои што се склучени на стамбен и деловен простор со оние кои што ги закупуваат тие објекти се до реализација на деталниот урбанистички план. Деталниот урбанистички план предвидува таму булевар, така да трасата мора да биде исчистена за да практично дојде до поврзување на досегашната делница која што е булеварски предвидена и е некаде кај населбата 8 ноември со она кое што моментално се изведува, или да сублимирам, за неколку месеци од денес, првата половина на 2025 година, целата траса ќе биде комплетно завршена, осветлена, уредена со сообраќајна сигнализација, пуштен во употреба, онака како што предвидува и самиот проект. Овој проект најголем проблем представува, да кажам, имотно-правните, подземните проблеми кои што се јавуваат на самата траса отколку реализацијата на коловозните ленти. Ова кое што го комуницирам одзема најголем временски период. Проблемите со населението кое што таму времено било сместено од пред 50 години, па се доселувале и во последните десетина години дополнителни семејства таму. И навистина успеавме и во фаза на реализација на проектот да го направиме земјиштето атрактивно, за да веќе се јавува интерес кај потенцијални инвеститори наоколу да бараат површина за градба на стамбен деловен објект кој што верувам дека ќе го смени ликот на градот во тој дел, ќе го урбанизира комплетно. Покрај булеварот Партизанска, јавноста е веќе информирана дека влегуваме во тендерска постапка за избор на најповолен понудувач кој што ќе го изработи мегапаркот на 70.000 метри квадратни површина, зелена површина, со некаде околу 6.000 квадрати водена површина како е на едно мини езерце, кое што ќе овозможи не само жителите на околните населби кои што гравитираат околу овој потек помеѓу населбите 8 ноември, Сењак 4 и населбата Баби, туку и сите рекреативци кои што ја користат велосипедско-пешачката патека и сите жители на општина Штип да имаат на таква содржина, еден таков мегапарк со содржини кои што ќе овозможат луѓето своето слободно време на вистина да го потрошат на еден убав начин, релаксирајќи се, рекреирајќи се. На Штип му фала такви содржини. Јас секогаш кога во минатото сум комуницирал што е неопходно Штип да го задржи епитетот центар на Источна Македонија е да добие ни такви содржини со кои што ќе се анимираат не само штипјани, туку и луѓето кои што доаѓаат од околните градови. Во текот на работните денови Штип е препон со жители на околни градови заради завршување на некои административни потреби. Ние мораме да го направиме Штип да биде атрактивен и за време на викенди, да луѓе од страна доаѓаат во Штип, да го погледнат новиот парк, да ги погледнат содржините кои што во меѓувреме ќе се изградат. Така да ова сега кое што се најавува и кое што во овој момент се работи, сметам дека ќе додаде вредност за наредните години, кој што вредност само по себе граѓаните ќе може да ја воочат. Договорот за 40 типски куќи со дел од граѓаните кои живеат сега во старото Нервно веќе е склучен. Има ли најава за изградба на уште типски куќи со оглед на фактот дека има население кое што живее од другата страна практично на булеварот кој треба да биде реализиран? Можеби ќе недостасуваат уште неколку такви типски објекти за кои што веќе се планира да бидат веќе тендерирани и да влезат во рамки на истиот проект, за да се опфатат и жителите кои што се во непосредна близина на спортската сала на основното училиште Тошо Арсов. Така да со тоа ќе се заокружи решавањето на стамбеното прашање на луѓето кои што времено биле сместени. Морам да напоменам дека никој не смее да го ограничува јавниот интерес. Јавен интерес на градот Штип и на жителите на општина Штип е да има таму булеварско решение и не смееме да дозволиме заради неколку
објекти Штип да биде заложник на реализацијата на овој проект. Затоа, како одговорна локална власт, влеговме паралелно и со реализација на едниот проект, заедно со реализација на другиот проект. Едниот предвидува типски објекти за сместување на жителите, а вториот го предвидува она кое што веќе е видливо и кое што некаде околу 50% е веќе реализирано. Очекувам во наредните денови да се осветли потегот кој што е 90% завршен, а се навлегува со земјините работи на остатокот од булеварот Партизанска, тоа е втората половина према населбата 8 ноември, каде што веќе ќе се работи на земјините површини, на трасирање на булеварската траса, површина, на поставување на канделабри, на тротоарски површини, трасирање и подоцна и асфалтирање. Овде јавноста беше сведок дека за овде веќе има планирано и влез на Lidl. Какви се преговорите и докаде се практично работите за Lidl да дојде во Штип? Па, преговорите веќе се завршени, одлуката на компанијата е веќе на сила да Lidl се стационира во Штип на две локации. Едната локација е, како што и вие напоменавте, веднаш до самата траса каде што поминува булеварот Партизанска или Карши, некогашното нервно оделение. Овде веќе се започнати активности од страна на компанијата за поставување на изградба на тој објект кој што каде што ќе биде Lidl маркетот со соодветна паркинг површина во рамки на самата парцела. Општина Штип ја оттуги оваа површина, генерираше добар приход со кој што ќе можеме да ја развиваме инфраструктурата и тоа е суштината на една локална самоуправа, да ги создава атрактивни локациите кои што ќе ги оттугува и ќе генерира приход за да секоја населба добие соодветна содржина и реконструкција на тековната инфраструктура. Но освен оваа локација, втората локација каде што Lidl маркет ќе се позиционира е некогашната автобуска станица, која што е во приватна собственост. Овде на еден дел од постоечкиот објект и од површината наоколу постоечката автобуска станица ќе биде лоциран Lidl маркетот, кој што до крајот на 2025 година верувам дека ќе биде ставен во употреба за жителите на Штип и на сите жители од регионот. Така да стратегијата на компанијата Lidl да влезе во Штип на две локации потврдува дека навистина Штип е центар во регионот. Но освен Lidl, секако дека покрај најавените инвестиции кои што се комуницираат во јавноста, има и дополнителни компании кои што се распрашуваат за потенцијални инвестиции. Мене ме радува фактот што можеби општината е една од причините за интересот на одредени инвестиции, затоа што во пазарна економија, каква што сме ние, државата и општините се тие кои што имаат значајна улога во раздвижувањето на инвестицијскиот циклус. Така да, сето она кое што го правиме ние како локална самоуправа, парите кои што ги собираме од граѓаните и ги трошиме назад, ги враќаме назад во форма на инвестиции, дали се тоа капитални инвестиции, подржувајќи ги културата, спортот и слично, овозможуваат да има инвестицијски циклус кој што е во нагорна линија. Овде исто така споменавте и самиот дека при изградбата на булеварот Партизанска најголем дел од активностите кои што заземаа време беше подземната инфраструктура. Каква е ситуацијата со водоводната и канализациона мрежа на територија на општина Штип, по високите делови изградбата на линија 2? Мене ме радува фактот што тоа кое што беше желба на штипјани да го решат проблемот со водоснабдувањето, полека станува реалност. Ова го со гордост кажувам затоа што најголем дел од главните водоводни линии во текот на 2025 година ќе бидат комплетно затворени, ќе бидат реконструирани со нови водоводни линии, а паралелно на ова, секаде каде што работиме по населбите со реконструкција на улиците, најпрво вршиме промена на подземната инсталација. Тоа етапно ќе значи дека за неколку години од денес Штип комплетно ќе ја промени старата дотреана водоводна канализациона мрежа, стара повеќе од 50 години, но создаваме и нова со која што ќе се намали притисокот кој што досега го имавме и недостатокот на вода во
високите зони пред се во летните месеци. Што значи тоа? Освен замената на водоводната линија, освен изградба на нови водоводни линии, како што е линија 2, која што драстично ќе помогне во водоснабдувањето на нашиот град и опфаќајќи нови населби и можност за нова изградба и нова урбанизација на цели населби, затоа што ќе го зголеми потенцијалниот капацитет на водоснабдување. Ние како општина успеавме согласно законот да го реализираме сонот на Штипјани, средствата од самопридонесот да бидат реалоцирани во изградба на нови резервари. Тоа е резерварот Пребег, резерварот Мери и резерварот Каваклија. Што значи тоа? Дека на наменската сметка која што Штипјани некогаш ја отвориле за да се реши проблемот со водоснабдувањето, е дефинирано во која насока може да се трошат средствата, а тоа е во решавање на проблемот со водоснабдувањето и изградба на резервари. Затоа што резерварот е клучен фактор за намалување на притисокот во водоводната мрежа, која што е главен генератор и причинител за честите дефекти и овозможува во високите зони да имаме повисок притисок на водоснабдување. Така да, со изградбата на овие резервари, сите населби кои што се на високи зони ќе имаат решен проблем, долгогодишно решен проблем со водоснабдувањето. Веќе за резерварот Пребег е избрана компанија која што треба да влезе во секој момент да го во наредните месеци изгради овој резервар со капацитет од 1500 кубика. Резерварот Мери е во тендерска постапка, очекувам за една недела од денес да заврши тендерската постапка и веќе до почетокот на 2025 година да се реализира и овој проект. И со тоа и викет населбата Плуждино, населбата Пребег, Три чешми, Железничка, многу други, населбата Суитлак со резерварот Каваклија, многу други населби кои што се на високите зони да го долгорочно решат проблемот со водоснабдувањето. Морам да информирам јавноста дека со одлука на влада добивме пред една недела 80 милиони денари за реконструкција на водоводна мрежа. Викенд населбата Плуждино ќе добие нова водоводна и канализациона мрежа. Населбата Леваци комплетно ќе добие реконструкција на водоводната и канализациона мрежа во сите улици кои што некогаш се направени откако е направена оваа населба. Населбата Света Недела и населбата Дузлачки рид исто така ќе добијат нова водоводна и канализациона мрежа. Имајќи во предвид дека оваа населба е непланско градена и дека подземната инфраструктура не се одвестува со објектите кои што денеска се изградени таму. Имајќи во предвид дека фекална канализација наназад 10-15 години истекува на површина. Ова ќе значи едно урбанизирање на еден неурбанизиран дел од градот. Дополнително, новата населба во Три чешми, која што ја предвидуваме како локална самоуправа, најпрво ќе овозможиме во оваа нова населба во рамки на населбата Три чешми целосна инфраструктура со основен степен на уреденост, со нова водоводна и канализациона мрежа, а дополнително нешто кое што мене ме радува е тоа што веќе од 2025 година општината ќе овозможи на многу млади брачни парови површини, парцели за индивидуално домување. Нешто кое што заради искористеноста и реализацијата на досегашните дупови не беше случај во нашиот град. Се отвара сега простор помеѓу населбата Сењак 4 и населбата Баби, каде што завршува практично булеварот Партизанска, е на неискористена површина да биде искористена со некаде околу 80 нови парцели за индивидуално домување. Значи, ова се работи кои што се на повидок, дел од нив веќе се реализираат, а голем дел ќе бидат започнати во 2025 година. И одговорно морам да презентирам пред јавноста дека ако во изминатите 3 години откако сум градоначалник, граѓаните имаа можност да видат еден поинаков пристап, реализација на проекти, во годината која што ќе следува, ќе го потврдиме тоа кое што граѓаните го очекуваат од нас. Можам да кажам дека доколку во овие 3 години сработивме 50% од она кое што го
заслужуваат граѓаните во годината која што следува. Најавувам огромен инвестициски бум од секаков аспект, инфраструктурен, со кое што практично ќе се заокружи сето она кое што е планирано во еден 4-годишен мандат. Споменавте дека ќе има можност за млади брачни парови за индивидуално домување, меѓутоа очекувате ли да паднат со тоа и цените на становите, на куќите во Штип? Ако земеме изминатиот период, имавме метар квадратен стан до 1200 евра, што станува збор за цена што е доста висока. Согласен сум. Знаете, цената на недвижностите по метар квадратен ја утврдува пазарот во зависност од побарувачката и понудата. Затоа мораме да создадеме повеќе површини кои што ќе бидат ставени на располагање за оттуѓување, за да се задоволат потребите на пазарот. Кога ќе се задоволат потребите на пазарот, самиот пазар ја диктира цената на недвижностите. Со оглед на тоа што Штип е универзитетски центар, доста од студентите побаруваат закуп на недвижности, со тоа се крева и цената на недвижностите. Но јас сум сигурен дека кога ќе се усвојат новите детални урбанистички планови, кои што општината ги планира, дека за неколку години од денес ќе се стабилизира растот на цената на недвижностите, затоа што веќе ќе биде достапна до секој сограѓанин и нема да има толкова поборувачка колку што има денес. Од една страна ме радува тоа што има поборувачка и што Штип е жив град. Можеби миграцијата на пазарот на трудот е присутна и сигурно е присутна и во нашиот град. Имаме доста иселеници кои што во последните години заминуваат од нашиот град, но како регионален центар има доста жители од околните градови кои што поминуваат денови во Штип, работат овде, екзистираат, планираат семејство овде, така да тоа се одредени циклуси кои што се случуваат и јас се надевам дека со одлуките кои што ги превземаме, дека ќе одговориме на предизвиците и на очекувањата на граѓаните. Можеме ли да кажеме дека побарувачката е зголемена со оглед на фактот дека е зголемен бројот и на странски студенти кои се овде во Штип, кои се на Универзитетот Гоце Делчев? Еве практично имаме доста студенти кои што доаѓаат од Република Турција и купуваат, инвестираат во станови, во куќи и слично. Една од причините заради која што расте цената по метар квадратен на недвижности, секако дека е присуството на студенти од страна кои што имаат повисока куповна моќ и кои што имаат можност да си дозволат да закупат недвижност по повисоки цени, да откупат исто така недвижност по повисоки цени. Секако дека ова е еден од клучните фактори заради кои што е таква цената на недвижности, но јас сум сигурен дека со оглед на, еве да кажам, анализите кои што се направени, демографските податоци кои што ги имаме, Универзитетот Гоце Делчев својата иднина мора да ја базира со привлекување на странски студенти, затоа што демографските податоци се поразителни, Источна Македонија се празни, немаме потенцијал од околните градови па и од Штип да се запишуваат толков број на студенти кои што ќе го одржат развојот на Универзитетот Гоце Делчев и мораме да анимираме како град и да ја прилагодуваме нашата инфраструктура за потребите на студентите од страна кои што доаѓаат и престојуваат во нашиот град. Секако дека има позитивни страни во сите овие одлуки и во сите овие еве да кажам стратегии мора да се пресметуваат и негативните последици. Помеѓу тие студенти имаме девијантни појави, девијантни однесувања, но тоа е процент кој што треба да е одржлив, затоа што помеѓу младата популација секогаш во секоја структура има таков процент кој што остава една лоша слика за целната група. Но како и да е, додадената вредност која што како град ја имаме е јакнењето на локалната економија, затоа што секој студент кој што доаѓа од страна допринесува за зголемена потрошувачка, за зголемен инвестициски циклус, за сето она кое што е потребно за развој на еден град. Ако еве странските студенти, странските државјани доаѓаат да студираат во Штип и во Македонија, меѓутоа и сам споменавте дека нашите млади, особено од источниот дел на државата, се иселуваат, одат да работат, да учат надвор од границите на државата. Што како локална самоуправа, што Штип и Македонија прави за да ги задржи младите дома? Па видете,
општината има ограничени надлежности по однос на регулирање на пазарот на труд, по однос на спречување на миграцијата и слично. Причините за иселување не се само економски, екзистенционални, туку нивото на корупција, инфраструктурата, системот во кој што сите ние функционираме, начинот на живот и секако свое влијание има и цената на пазарот на труд. Сите овие факти и фактори, критериуми влијаат за миграцијата на пазарот на труд, за процентот на иселеност. Јас се надевам дека потребните промени кои што треба да се случат во годините кои што следуваат од централната и локалната власт, нашата надлежност е да создаваме инфраструктура, содржини, анимации, можности да младите луѓе кои што живеат во овој град или пак потенцијално сакат да се вратат, се чувствуваат свој на своето и го чувствуваат Штип како еден европски град каде што ќе можат да го поминат на правилен и рационален начин своето слободно време. Затоа пред малку споменав дека ни се потребни европски содржини во нашиот град. Освен патишта, водовод, канализација, ние мораме да создаваме содржини каде што секој млад човек или млад родител ќе има желба, мотивација да остане во овој град затоа што тоа е потребата на денешното живење. Но освен ова, овде државата има клучна улога во другите фактори кои што влијаат на миграцијата и на процентот на иселеност. Така да кога ќе се спојат, кога во една синергија надлежностите на локалната и централната власт во насока на намалување на причинителите заради иселувањето, јас се надевам, посакувам да поголем дел од луѓето кои што имаат желба да си заминат од државата, се предомислат, останат овде, а еден добар дел од оние кои што заминале, создале собствен капитал, создале своја собствен бизнис, го вратат во Македонија и овде генерираат и создаваат. Имаме такви позитивни примери, секако дека тоа не е доволно, затоа мораме да работиме сите во оваа насока. Во овој момент има огромен процент на иселеност, кој што мора да биде причинител за да се вклучи алармот, за да сите чинители допринесат да овој процент со политиките кои што ги спроведуваат се намалува. За крај би ве прашала, започну крстувањето на градот за Нова година, кога Штип пред новогодишно ќе светне, ќе има ли годинава новогодишен базар, кои се содржини се планирани за престојните празници? Оваа година, како никогаш досега, најавувам дека Штип ќе биде една предновогодишна бајка од повеќе аспекти. Прво, она кое што сакам да го споделам со јавноста е дека градот ќе биде украсен со соодветни украси, соодветно предновогодишно осветлен, за да се добие еден посакуван амбиент кој што наликува на европските градови. Општината ќе се вложи максимално, средствата кои што ги прибира од граѓаните, ги врати на граѓаните за да создаде еден прекрасен амбиент, предновогодишен амбиент, за да се чувствуваат пријатно сите оние кои што живеат во нашиот град, но и кои што ќе доаѓаат како регионален центар. Главен акцент ќе се стави на новото шеталиште Ванчо Праќе, каде што ќе имаме предновогодишен базар со поставување на унифицирани објекти, кои што ќе бидат простор за трговци да изложат своји производи и да го збогатат предновогодишниот амбиент. Но освен ова, практично 20 дена пред дочекот на новата година, на шеталиштето Ванчо Праќе ќе имаме богата музичка програма, ќе има доста содржини со кои што ќе се анимираат најмладите до највозрастните, театарски представи, аниматори, жонглери, изведувачи, музичари кои што ќе анимираат не само штипската публика, туку сите гости кои што верувам дека овој месец ќе бидат во Штип и ќе го споделат, ќе го проследат сето она кое што ќе биде како новитет. Знаете, има едни кои што ќе речат зошто да се трошат пари за нешто кое што е менливо, нешто кое што ќе помине, но од друга страна голем процент, вклучувајќи се и јас самиот, посакувам мојот град да изгледа европски, да изгледа модерно и да има соодветен амбиент. Затоа што, повторно ќе кажам,
општината, државата е таа која што треба да создаде услови, треба да ги троши парите на граѓаните. Треба да инвестира за да тие средства се враќаат преку стопанството повторно назад. Доколку општината е таа која што не го мотивира тоа, не можете да очекувате дека реалниот сектор ќе го следи тој чекор. Така да, по однос на ова прашање, јас ќе се потрудам додека сум градоначалник, а оваа година ќе го потврдиме тоа, да создадеме еден прекрасен амбиент и раздвижување на градот пред новогодишно. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам и на вас на можноста и еве се надевам дека сите новитети кои што ги создаваме, сите проекти кои што ги реализираме, дека и во следна прилика ќе имаме можност да ги презентираме пред јавноста. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.